Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Македонското здравство има капацитет и понатаму, како и досега, добро да се справува со коронавирусот. Имено, во изминатиот период утврдивме дека капацитетите на здравствените установи во државата во голем дел се неискористени, односно дека имаме само мал број на нови хоспитализирани лица во истите. Ова значи дека новозаболените од COVID-19 се без или со многу лесни симптоми на болеста. Меѓутоа, во оваа битка, во периодот кој следи, најважно е сите ние да им помогнеме на здравствените работници, односно да не го преоптоваруваме здравствениот систем со целосно и доследно почитување на пропишаните мерки. Во моментов пред нас престануваат две опции. Или да се вратиме назад и повторно да живееме со рестриктивни мерки, вклучувајќи карантин и полициски час, или сите целосно да се посветиме на почитување на мерките, да одржуваме хигиена на рацете, да носиме лична заштитна опрема, како маска, шал, марама, секогаш кога треба, да држиме физичка дистанца, да не се групираме и така натаму. Доколку секој од нас целосно ги почитува мерките, бројот на новозаболени ќе биде со тенденција на опаѓање, како во периодот кога сите се однесувавме одговорно и доследно ги почитувавме истите. Сите овие поголеми бројки на кои сме сведоци деновиве се директна последица на неколку фактори. Првенствено, но и најмногу од непрофесионалното и намерно неефикасното работење во спроведување на мерките од страна на министерот за внатрешни работи. Прекршувањата на забраните за собири и движења и бројните прекршувања на полицискиот час, за кој беше сведок целата македонска јавност, немо беа игнорирани од страна на Чулев. Со тоа, истиот свесно го загрози јавното здравје и активно придонесе денес да имаме вакви бројки. Како второ, согласно известувањето од Министерството за здравство, тековните тестирања се таргетирани во познати кластери и затоа бројките се поголеми. Тоа значи дека се тестира во точно утврдени фамилии и населби и дека здравствениот систем добро знае што прави. Доброто во цела оваа ситуација е што кластерите се семејни и дека тие се под контрола. Сите ние треба да знаеме дека нови случаи од COVID-19 ќе има и понатаму, и сега, и среде лето, и наесен, но важно е тие да бидат што помалку за да се избегне преоптовареноста на здравствениот систем. Секојдневното неуморно работење на здравствените работници и соработници, начело со министерот за здравство, е исклучиво насочено кон подобро здравје и благосостојба на сите наши граѓани. Грижата за здравјето на граѓаните е наш приоритет. Само заедно, сплотени, преку доследно и одговорно однесување во склад со протоколите, мерките и препораките, ќе го надминеме овој предизвик на недешницата.